Да, може и микрофон. Иако од секогаш ми вика, абе ти кода си лапнал микрофон. Сум зборел многу гласно. Али не доволно гласно за да ме слушнат и надвор, така да ќе мора да викнеме. И треба да слушаат. Кога Библијата ни кажува да викаме по како се викаат, по кровови, по височини, за да можат повеќе да не слушнат, треба да не слушнат луѓето. Треба да не слушнат, зашто ако не слушнат нас, кого би слушнале? И многу уште поважно е што би слушнале. И ја верувам дека сите сме повикани да ја носиме таа добра вест во луѓето, да ја спознаат, да ја разберат и не само да се запознаат, него и да ја познаваат, од прва, да ја познаваат од најблизок вид. Океј? Вау. Ајде честит 8 март на сите, денеска некој пиша на сите, што се извини Никоче, пиша дека на сите од женска вероисповед. Да, на сите што се од женска вероисповед и со некого споделив, знаете, кога станав млад христијанин, како да кажам, и така ревносен, нели, стоев и на врата, ги пречекував луѓето кои идеа во црква и кога беше 8 март, ја честитам, па честитам по пораки и едни, тоа не е за мене, тоа немој. Па едни, да, фала, па ако заборавиш негде, па зошто ти заборави да ме честиташ? И се тоа важи. Се тоа е така. Некој не се наоѓа во тоа, некој се наоѓа во тоа, некој се наоѓа повеќе од колку што треба во тоа, некој едва и тој ден го чека и сите други занемарува. И ние како човечки битија знаеме да бидеме такви. Знаеме да бидеме, како што кажуваше и Зоран, заборавачи на работите и да памтиме само нешто што некогаш ни причинило добро, ни причинило нешто што не радувало, но не смее да биде така. Не знам дали памтите неколку пати, не знам дали овдека неколку пати сум зборел за она како ние во нашиот живот правиме оази, а уствари треба да дозволиме река да тече низ нас, река што е Светиот Дух да тече и да ги бутка сите оази што понекогаш ни причинуваат прибежиште, каде што можеме на вистински да прибегнеме во некоја добра ситуација што ја чуваме толку силно, што колку и другото да нече ние прибегуваме таму. Но верувајте дека кога е оаза, знае преку ноќ да ја снема. И тука е опасноста. Затоа во Исаија пишува, видете, правам нешто ново, вика Господ. Правам пат низ степите и реки низ пустините. И сегдека што има пат, таму се раздвижува местото, таму се населуваат луѓето. И сегдека што има реки, таму има живот. Така да, може би имаме оази во нашиот живот. Може би имаме места на кои се навраќаме. Денови на кои се навраќаме. Верувајте, некогаш се тие денови што некогаш ни причинили и болка. Ама душата е таква, се навраќа и на тие денови. Но верувајте, мора да ги разпознаваме, тоа и пеевме, дека Бог е Бог на сите наши денови. На сите наши денови. Но ако се погледнеме во себе, искрено ќе се замислиме дали е така во нашиот живот. Дали ние му дозволуваме да биде Бог на сите наши денови. Или има денови кај што ни оди и Бог не ни треба, има денови каде што не ни оди и ни е потребен Бог, а има денови каде што сме рамнодушни, па комо како му дојде. Да. И тоа е опасно. И едниот екстрем нека биде и другиот, немојте да ја одберете таа рамнодушност во вашиот живот. Никогаш и никогаш немојте да стануваме рамнодушни на се што се случува околу нас, луѓе. Ајде да ги препознаваме нештата, ајде да ги разбираме нештата и ајде да му дозволиме Бог да биде Бог на сите наши денови. Амин. И нели честитаме 8 март и ја викам дека секаде каде што има исконска, добра борба, да нешто се унапреди, сите ние треба да го поддржиме. И не еден ден, и секогаш. И тоа не станува само, порано, кога мали бевме збунети, дали е сега ден на жената или ден на мајката. Ако на некој му кажеш 8 март, не, ја не сум мајка. Така беше порано, не знам дали вие памтите ко мали како беше, али така некако беше и најповеќе правевме честитки само за мајките. И многу ми се допаѓа зборот како збор ден на жената. Али никако не ми се допаѓа
еден друг збор што е феминизам на англиски, пробува да го преведам кај нас и не знам како би било женинизам, не знам како би звучело тоа. И верувајте дека секаде каде што ќе најдете изам на крај е опасно. Зошто? Секој тоа ќе проба да направи група и да пробува да влијае таму каде што и нема потреба да влијае. И ако се согласиме со едно, ќе согласиме дека повеќе феминизам гледаме во последно време меѓу мажите него меѓу жените. Не мора да се согласите. Ама гледайте, знаете колку пати на Фејсбук оставаат слики мажите некогаш и мажите денес, па ќе ги видиме мажите некогаш нешто во војничко, во се, па денеска мажите со скиролчиња нешто прават, дрвосечачи пуштаат коси или било што. Не се ругаме на ништо, него кога има изам, е опасност да стане религија. Е опасност. И затоа многу убав збор е ден на жената. Се согласуваме со ова? Ден на жената. А светот намерно тоа го прави. Зошто? Зошто знаат дека сме заборавачи и затоа прави ден на ова, ден на дрвото, ден на светот, ден на не знам што ќе ви текне. Има ден на се за некако да ни текне дека да, ова нешто постои и до нас. Но ако ние сме разпознавачи на деновите, вистински, и ако го спознаваме Бог што ги создал деновите за нас да ни служат, тогаш нема да забравиме на жената и после 8 март и пред 8 март. Амин. Амин. Wow. Може ли да се молиме за каде се парите, финансиите? Парите се тука, финансиите. Како кажете ги, тие се пари. И тие се дел од нас, тие се наша потреба. Некој ќе каже наше се. Да. Ја нема да спомнувам име, ама еден човек кажуваше, ја ќе му честитам и јас знам што ќе ми кажи, намерно ќе му речам, ајде, само здравие. Не, само пари. Само пари и здравието ќе дојде. Да. Но нас не треба да не плашат работите кои се купуваат со пари, него напротив треба за тоа да тежнееме, да нели честно заработуваме, честно даваме без осуда, даваме без како се вика, во слобода да даваме, со радост да даваме, и затоа нас не плашат овие работи. Затоа не плашат, затоа ќе ги благословиме, зашто верувајте дека кога ќе благословаме овие пари, сите да се фатат за својот джеб, да го благословат и нивниот джеб, зашто е од значителна потреба да растеме и да напредуваме во се и во добро здравие како што напредува нашата душа. Амин. Да, тато, фала ти за финансиите, Господе, фала ти што навистина си дарежлив Бог, Господи, и ние на твојата дарежливост викаме амин, Господи, и не застануваме само тука, него ја продолжуваме. Ја продолжуваме и понатаму, Господе. Ние нема да бидеме луѓе на заборав каде што ти си давал, каде што ти си не благословил, него ќе продолжиме тој благослов врз благослов и врз другите луѓе, и врз другите цркви, и врз оваа нација, Господе. Фала ти што навистина благословуваш и ќе продолжиш да не преблагословуваш. Фала ти што ни го полниш скутот и ние тоа ќе го приметиме, Господе. Ја ги благословувам сите джебови овдека, Господе. Сите недостатоци, Господе, да бидат во изобилие, да може да имаме за нас и за добро дело. Фала ти во твоето прекрасно и свето име Исус. Име Исус. Амин. Амин. Не случајно потенцирав име Исус, зашто ние се правиме преку името на Исус. Се молиме и на крај што викаме? И во името на Исус. Амин. Кажуваме и на крај пак викаме Исусе Спасителот. И цело време спомнуваме име. И тоа не за џабе Господ го направил да спомнуваме име, луѓе. Во Стариот Завет го читам Јаков, Господ му вика, јас сум Ел Шадај. Дава име. Бог се мојкиниот во твојот живот. И ќе направам чуда со тебе и со твоите деца. И постојано, и зошто е толку битно името? И зошто јас сакам денеска накратко да споделам нешто за името? Зашто пред некој ден бев со една личност и правевме многу во муабет. И кога дојдоме до Господ, личноста кажа, јас не го поценувам, знам дека постои, но не сакам да му дадам име. И викам, тука ќе застанеме сега.
Зошто? Зашто тука е борбата и ние тука ќе издвојуваме уште сега. Знаете, Господ не му даде на Исус само име, него му даде име над сите имиња. И само преку името Исус може еден човек да биде спасен. Може еден човек да дојде до Бог. И не случајно е потенцирано името. Не само Господ, него е потенцирано името Исус. Да има на што да се фатиме. И пред 2 недели со друга личност, нон-стоп имаме разговори, нон-стоп убави дебати се отвараат се, зборуваме и јас најнашо никаде почнав од Адам па се до распнувањето на Исус да објаснувам во кратки црти и си викам во себе, абе што зборам ќе им здосади на луѓево. И знаете ли што ми вика личноста на крај? Вика, вау, ја не сум слушнала вакво нешто. И вика, јас цело време се мислев, па зошто Исус и што тој уствари направил? Јас без да го знам тоа. И објаснив зошто Исус, ама од Адам па до Исус. И знаете, ако нешто беше силно откровение во мојот живот и што е силно откровение во христијанството, е тоа што направи Исус на крстот. И знаете што? Освен што зема се на крстот, сите болести, сите проблеми, гревови, освен што зема се, Исус направи нешто многу побитно. Отвори пат до престолот на благодата. Символички ја скина завесата во храмот каде што беше позади светиња на светињите. И тоа не го направи никој друг. Знаете, мислите дека луѓето што створувале други религии, ако можам да кажам, што тежнееле кон друго, не можеле да кажат јас сум патот, вистината и животот. Многу е лесно да се каже, а многу е тешко да се презема говорноста врз тоа. И затоа не го кажувале. Затоа само Исус го кажа, јас сум патот, вистината и животот. Јас сум преку кого влегувате вие во најсветото место. И затоа е многу битно да ние го кажуваме името на Исус, дека тој е единствениот Бог наш. Инаку се ќе се сведе на енергија, се ќе се сведе постои нешто, ама ние не му знаеме име. И ако не му знаеме, тогаш и да не му ни даваме име. Но ние му знаеме име. Ние му знаеме име и ние го нарекуваме по име. Тоа е Исус. Име над сите имиња. Име над сите имиња. Ајде вака ќе, пред да продолжам, фала многу. Пред да продолжам, сакам да споменам нешто што Гого го спомна, тоа е околу молитвата, четвртокот и молитвата. На некој од последните состаноци одлучивме заедно ние и Светиот Дух да четвртоците ги направиме малце поинакви. Мислам, останува таа молитвата, него да додадеме уште нешто. Што оди највеќе со молитва? Пост. Молитва и пост. И така да, ова сега го кажувам ептен сериозно, ептен озбилно, нешто што е правец на црквата во овој период, нешто што никогаш не требало ни да биде правец, но некогаш се назначува, зашто сакаме да го фатиме како колективно, како цел колектив, да нештото го поддржуваме и истото и ние самите го правиме и го пропагираме дури и другите да го прават. Така да секој четврток нема да биде само простор каде што поема ќе биде отворена за молитва, каде што веќе тие што беа, овој четврток беше ептенувало, ја појдов околу 8 сата од негде, влегов во веќе создадена атмосфера, пријатна, една убава, силна во исто време, дури се гледаа вака молитвите кога излегуваа луѓето, така да немојте да го занемарувате тој дел, одбирете. Знаете, секој што во својот живот си мисли добро, првен расудува и гледа што е добро за мене, што не. И ако нешто е добро, ајде и за поединецот, но и за као црква во овој случај е добро да се не да се поддржи, да се биде дел, да се соработува, да се учествува во тие молитвени четвртоци. Зошто? Зашто секогаш има потреба. Но се гледа потреба не само за црквата, толку, колку што повеќе за државата,
колку што повеќе за работите што се случуваат. И така да ќе бидеме потсетувани со порака и едноставно секој кој верува во пост, секој кој сака тоа да го прави, секој понатаму ќе имаме и можеби семинар што значи пост, иако верувам дека повеќето или скоро сите знаеме во каков пост ние делуваме. И да едноставно бидеме осетливи, за да може кој ќе дојдеме на молитва или кој ќе и од дома ако се молиме, стварно да бидеме осетливи и да бидеме водени. Ако нешто многу битно, битно е да бидеме водени. И минатиот пат зборував од што се можеме да бидеме водени, али од што е најдобро да се биде воден. Можеме да бидеме водени од разни работи, од желби, од похоти, од чувства, емоции, може се, но да се биде воден од Божјата волја е нешто што за нас е добро, но е предизвик. Така да ќе бидеме известувани за пост и за молитва секој четврток. Амин. И уште нешто многу битно, што сакам да го споделам и намерно му реков на Гого да не го спомнува, зашто сакав ја да го спомнам. Наредната богослужба. Имаме една интересна работа и ја би рекол сите што сте тука да дојдете и плюс да ги земете и луѓето што не доште денеска. Зошто? Имаме една, можеби, важна одлука. Што значи тоа? Имаме ливчиња каде што ќе стојат два термини. Не ги кажувам сега сатите, него само сабајлечки термин и вечерен термин. И нема да црквата да гласа, него едноставно добро е да бидете тука за да дадете мислење. За да дадете мислење, за да можеме ние, како тим на служители, после тоа побаво да се водиме према тоа и подобро да одлучиме. Дали ќе продолжиме со вечерни служби, ако продолжиме, како ќе биде, што веќе треба да се менја малце времето, денот се нас големува, дали ќе биде тоа, дали ќе бидат утрински, така да ја верувам дека секој што ја чувствува црквата како своја, а и што уште не ја чувствува, ама веќе му се допаѓа и сака да иде тука, би бил наредната недела тука, ова малце ве мотивирам. Али добро е и за самите нас да знаеме како на вистински да одлучиме. Мислам дека добро е ова. Дали вас би се допаѓа оваа идеја? Да едноставно дадеме мислење, оти пазете, не сме 2000 души. Да сме 2000 души, ќе треба да го објасните мислењето. Ама пошто скоро сите добро се познаваме, отприлика ќе знаеме тој што пишал и зошто го пишал тоа. И знаете, имаме работи што се на вистински битни, нели, на вистински на човекот му значат зошто да бидат сабајле, а имаме работи онака, ми се спие и не можам, затоа сакам на вечер. Така да убаво ќе биде сето тоа ние да го размислиме, да го расудиме и да донесеме вистинска одлука. Јас сум слушнал од сите луѓе што воделе цркви дека идеално време нема, и тоа е така, идеално време нема, но кога повеќето со наша одлука ќе го ставиме едно време, тоа и ќе го почитуваме и така и ќе продолжиме, окей? Добро, супер. Не знам зошто, ама цело време ме води натаму и ајде ќе го спомнам, зашто верувам, не сум убеден никогаш дека туку така сме повикани, ајде да кажеме нешто, да ни помине времето. Ја бар така не мислам за мене, знам дека сум воден од Духот и онака, и кога не се чувствувам дека сум воден, пак верувам во водството од Светиот Дух, зашто еднаш и на таа изјава моја, Господе, сакам да ме водиш, сега само се надградувам. Сакам да ме водиш и во овој ден, сакам да ме водиш и во овој ден. И така треба. Знаете, ние никој не треба да живееме на стара слава, него сето тоа да расте во нашиот живот. Ако еднаш сме дали изјава, таа сега да расте во нашиот живот, окей? И Псалм 34:8 вика: вкусете ја и видете ја Божјата добрина. Или вкусете и видете го дека Бог е добар. Дека Бог е добар. И сега, ова сум го зборил одамна, али ќе го спомнам пак, сигурно е забравено. Изреки 18:21, многу познат стих, каде што вика, што? Каде што зборува за јазикот, така? Да. И сега видите што сум пишал. Ако смртта и животот се во власта на јазикот, така пишува во изреки, нека смртта и живот се во власта на јазикот. И ако знаеме дека Бог е добар, од кога ќе го вкусиме, вика,
ако смртта и животот се во власта на јазикот, и ако јазикот е сетило за вкус, тогаш да вкусуваме повеќе од Господ, за да зборуваме живот во луѓето. Амин. Уште еднаш. Браво си. Ако смртта и животот се во власта на јазикот, и ако јазикот е сетило за вкус, тогаш да вкусуваме повеќе од Господ, за да зборуваме живот во луѓето. За да зборуваме живот во самите себе. Вкусете и видете дека Бог е добар. Значи можеш да вкусиш, за да видиш. Вкусете и видете. И тогаш вашиот јазик ќе биде јазикот на животот. Амин. Зашто ќе вкусувате добрина. Ај сега да видиме за денеска што имаме. Ова не беше денеска, ова е вечност. Ова е вчера, денес и утре. А да видиме за денеска. Добро, четврток кажавме. За името веќе објасниме, мислам дека. Ајде најди го Филипјани 2:9-11, за да видиме дека не збориме на памет. Ете, може има некои нови, некои веќе неколку пати само дојдени, да не каже ово Илија си збори од памет. Од 9 до 11. Ева песната што... Ова е песна што Павле е пее. Не можам да ја запеам ја, не знам како оди ритамот. Затоа и Бог го возвиши и му подари име што е над секое име. Да во името Исус да се поклони секое колено на оние кои се на небото, на земјата и под земјата. И секој јазик да признае дека Исус Христос е Господ. За слава на Бог Таткото. Амин. И со ова го потврдивме оно што го зборев на почетокот. Исус Христос со име е нашиот Бог. Најди го Јован 17:3 кој. Јован 17:3 сите го знаеме. Јован 17:3 е каде што Исус се моли за апостолите и за сите после нив и кажува на многу убава работа, објаснува во една реченица што е вечен живот. И мислам дека многу пати тука сме го збореле што е вечен живот и баш овој стих. А ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и Исус Христос, кого го испрати. И кога и да не прашаат, а што е вечен живот? Ова е вечен живот. Знаете тука што е интересното? Да те познаат тебе. Не да те запознаат. Имаме ние со луѓе се запознаваме еднаш и никогаш повеќе не се гледаме. Ние не сме повикани само да го запознаеме нашиот Бог Исус Христос. Него да го познаваме. Да го познаваме од најблиско. Апостолите, некои што беа као да кажам, не по-блиски, ама они барем беа, може би таков им бил табиетот, ние ќе речеме, или карактерот, али и легнуваа да му го слушаат срцето. И ради тоа можеа да се пофалат дека да, јас сум апостолот што Христос највеќе го љубеше. Али ние сите сме повикани да му легнуваме да го запознаеме неговото срце, како чука, да го запознаеме неговиот карактер, како делува во ситуации кога ние делуваме вака или така. Сите сме повикани, за да не можеме да речеме Господе, ама ти него повеќе го сакаш. Сигурно Исус не му викал само на Јован, ајде дојди легнеш тука, дојди тука кај бато. Зашто Јован бил многу млад. Него Јован ја спознал од блиско, вкусил и видел и затоа можел да се наслони на неговата рама. И затоа можел да каже после тоа, јас бев највозљубен од сите апостоли. Така да, земете го тоа, без разлика на нашиот карактер. И имајте таа близина со Бог. Зашто ние сме повикани да го познаваме, а не само да се запознаеме со Исус, со Господ. Најди го Евреи 12, од 18 до 24. Ова нешто... Не знам зашто, ама вчера требаше да се спремам за проповед, ништо од тоа не испадна, го читав цело време за Јосиф. Читав за Јосиф, како е предан од браќата, како е
И како покрај тоа предавство, он станува тоа што станува. Некој се насмеа. Сигурно го читал или зборувале за истиот. И да. Ете те. И како тоа беше предан, и таа е многу приказна што сите ние добро ја знаеме. Но има зошто ја читав и мислам дека некој денеска треба да слушне и не знам како, мислам дека Марија се викаше, така Марија беше, да. Ние се запознаме, ама не се знаеме доволно, не се знаеме мич, но кога читав за Јосиф, иако е машко, нема, нели, те видов тебе, онака, баш пред мене, викам, еј Марија, и знам дека Ана ми каже дека може би да дојде, викам, ако дојде ќе и кажам што точно мислам со Јосиф. Јосиф беше предаден, али Јосиф имаше Божја наклонетост врз него и дури и татковска наклонетост. Али беше предаден и сега ти немаш браќа можеби или сестра ти е толку те сака, не може да те предаде, но што се случува? И има нешто што во твојот живот не го разбираат луѓето околу тебе. И сега работата е што кога ние нешто не разбираме, ние сега, не ти, тие што не те разбираат, тие викаат тоа е погрешно во Марија. Она мора да го смени тоа. Сега, работата што они мислеа дека и кај Јосиф е погрешно, дека тој што сонува нема како тоа сега, инаку ќе си ја читаш приказната Јосиф и ти кажам точно каде стои. Јосиф добил сонови каде што рекол, сите вие ќе ми се поклоните мене. И овие, сигурно, ти вака, ти така, и го продале. Првен сакале да го убијат, па го продале. И сега, што се случува? Кога нештата не ги разбираат луѓето, реагираат на таков начин како што може би сега луѓето околу тебе реагираат. Но во тебе има нешто исконско знаеш што значи? Од дамнина, од секогаш, нешто чисто плюс и искрено. Тоа е зборот за тебе. Чисто и искрено. Значи, по-чисто и по-искрена ти не можеш да видиш. Господ таква те создал. И најповеќе тоа луѓето не го разбираат во тебе и мислат дека секогаш твоите патишта се погрешни патишта. Сега што е работата? Не ти, ама Господ ќе ти даде шанса, можност и сила, Господ преку тебе ќе покаже дека навистина ти си на исправно место. Ја не знам точно што значи за тебе и знаеш како, не луѓето сега во контекст на дека на крај браќава одат и му се поклонуваат вистински, за да се исполни она што е ветено. Ама не на таков груп начин, но луѓето ќе дојдат и ќе ти признаат. Не го разбиравме тоа што го имаш во тебе, а тоа е исконско од секогаш од Господ ставено во тебе. Амин. Не знам дали ти прави некоја смисла, али те гледам како нонстоп викаш кога ќе ме разберат мене луѓево. Што мислам, што правам. Кога ќе ме разберат. Тоа не значи дека секогаш правиш добри работи. Никој не правиме секогаш добри работи. Тоа да сме најасно. Но има нешто што е внатре во тебе исконско, што на вистина те направила личност како што си. Лично што може би луѓето е мислат дека лесно се предомислува, не знае што прави, не знае како прави се, но тоа ќе заврши. И ќе дојде на вистина време каде што ти ќе газиш сигурно, ќе газиш цврсто и точно ќе знаеш што ќе правиш. Амин. Ќе ти пратам да си читаш од Јосиф. Го најдоме? Додека го читав ова, ја не знам Павле како се чувствувал ова кога го читал. Ова послание може би не е од Павле. Историчарите викаат евреите дека е од Павле, некои викаат дека е од Аполос и другиот утехата, синот на утехата. Барнабас, Барнабас, но како и да е. Ова нешто е пишано каде што евреите што веќе стануваат, се привлекуваат кон Христос, малку застрануваат. И тука Павле или Аполос или Барнабас сакаат да им објаснат во кратки црти, усвари на што они пристапија кога пристапија на Христос. И во контекст наш, сега, после 2000 години, после 2020 години, ќе се речеме, добро да не мора нас да не значи, ниту сме евреи по тело, ниту сме ништо, али многу значи. Многу значи. Зошто? Никогаш, без разлика на целиот историски контекст што што го има Библијата, мора да знаеме дека Библијата зборува и денес ради Светиот Дух. И денес
важи за нас. И вика, зашто вие не пристапивте кон гора што може да се допре и огнем пламен, ни кон темнина, ни кон мрак, ни кон луња, ни кон звук на труба, ни кон глас на зборови кои звучеа така, слушате го, што слушателите молеа да не им се зборува веќе, зашто не можеа да ја понесат заповедта. И ова нешто е што го пишува во 5 Мојсеева глава, каде што Мојсе се договара, ќе ги средам јас, ќе ги избањам буквално, ќе облечат и нови облеки и да дојдеш ти да им зборуваш. И ова се случува на планината Синај. На планината што значи робство. На планината што значи угнетеност. На планината што значи далеку од Бог. На планината што значи осуда. И ние не пристапивме кон ова. Ние не пристапивме кон осуда во Бог. Ние не пристапивме кон робство во Бог. Сме збореле за робство, тоа е друго. Негова баш да му робуваш без да знаеш на кого му робуваш и да очекуваш казна. Ние не пристапивме кон такво робство. Да очекуваме казна. Ние не пристапивме и таму било многу страшно. Многу страшно што луѓето никогаш после тоа не побарале пак Бог да им зборува. И му рекле, Мојсей, ти, што и да правиш, ти прави го тоа. Но каде пристапивме ние? Туку вие, а гледката беше, пазете го ова, толку страшна што самиот Мојсей, што постојано одеше со Бог, постојано додека ги вадеше, првен додека Бог го извади од Египет. Првен Бог го извади Мојсей од Египет. А после Мојсей изиграваше малку дека еве ја сум посредник и сега пази малце со мојот народ, што правиш? Значи дури самиот Мојсей, кој беше многу пати дрзок, вика, рече, исплашен сум и треперам. Ако читате таму ќе видите дека планината горела, шат имало како низ печка, Господ дошол во огин, молњи имало, кога прозборел се тресело и не смеело ни јагне, ни било која дива животна. А ако видат дека се припарува до планината, они морало со стрела или со камен да го тепаат тоа. И дури им вика, Господ, не кажи ми на твоите свештеници дека ќе не може да дојдат овде. Тоа е таа планина на осуда, на која ние не пристапивме. Туку, ние сите, вие и јас тука, и евреите, и сите пристапивме до гората Сион. Сион е гората каде што Давид го постави својот дом. Сион е место на обожавање на Бог. Сион е место каде што Давид таков како што беше. Некој ќе рече расипан во многу нешта. Го обожаваше и славеше Бог. До градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим. Видите о контекстот колку е битен за нас. Павле тука ни на евреите не им кажува за нивниот Ерусалим, не им кажува за нешто повозвишено на што пристапуваме. Не пристапуваме веќе на камен, на храм кој е изграден во Ерусалим, на место кое се нарекува Давидова куќа или Давидов замок, каде што е место на обожавање на Бог. Него вика на живиот Бог, небесниот Ерусалим, до десетици илјади ангели. Ова го гледа Јован во Откровение. Мислам дека во 5 глава. До сеопштиот собор и црквата на првородените. Луѓе, бев еднаш со еден свештеник од православна вероисповед. Така денеска зборов тргна. И он ме праша нешто, од каде вие водите апостолство? Мислејќи на Мартин Лутер, мислејќи на сето тоа дека Мартин Лутер не бил апостол и било што, ја викам, одма ќе прекинеме да зборуваме на темава, ако не зборуваме во контекст на Библија. Историја, искрено ја сакам, највеќе ја сакав до 4-та година, али во овој контекст не ме интересира. Ние сме црква која носиме, која влечеме корења. Од каде пишува?
до Сеопштиот собор и црквата на првородените. Знаете кои се првородени? Кој е првороден? Првороден е Христос. Да. Мораш он да биде првороден, за да не стави во него. И за сега ние сите бидеме првородени пред Господ. Кои се запишани каде на друго место, ако не на небесата, луѓе? Ние тука сме на многу книги запишани. Знаете, сега каде што одиме по хотел, ќе им запишеш нешто, ќе се подпишеш. Но ние сме, ако е нешто битно е дека сме запишани на небесата. И до Бог, судијата на сите, и до духовите на усовршените праведници, до Исус, посредникот на еден нов завет, и до крвта за попрскување, која зборува подобро од Абеловата. Ние пристапивме до ова. Ние не пристапивме на првиот пасус од овие неколку стиха. Ние пристапивме до ова. Ајде сега ќе очитаме цело во контекст. Туку, зашто вие не пристапивте кон гората што може да се допре и огнем пламен, ни кон темнина, ни кон мрак, ни кон луѓа, ни кон звук на труба, ни кон глас на зборови кои звучеа така, зашто слушателите молеа да не им се зборува веќе. Луѓе, ние не молиме, ние едва чекаме Бог да ни зборува. Едва чекаме да го слушнеме Богот и Бог зборува. Да го слушнеме дека Бог ни зборува. А ние не молиме, немој Господ да ни зборуваш. Ќе бидеме послушни и мирни и ќе ги тераме твоите заповеди. Знаете, оваа прва слика кажува на неспособноста на луѓето. Ние не пристапиме кон такво нешто. Не пристапиме кон место каде што ќе си ја видиш твојата неспособност. Него пристапивме до место каде што ќе видиш твојата подобност. А Бог сите нас не направи подобни. Така пишува. Зашто не можеа да ја понесат заповедта, ако и животно ја допре гората, ќе биде каменувано. А гледката беше толку страшна, што и Мојсей рече, исплашен сум и треперам. Туку вие пристапивте до гората Сион, до градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, до десетици илјади ангели, до сеопштиот собор и црквата на првородените, кои се запишани на небесата, и до Бог, судија над сите, и до духовите на усовршените праведници, до Исус, посредникот на еден нов завет, и до крвта за попрскување која зборува подобро од Абеловата. Како зборуваше Абеловата крв би текнува? Кажуваше кој е убиецот. Вау. Али крвта Христова кажува кој е жртвата и што нас не очисти. И понекогаш го забораваме тој дел. Дека крвта нас, како беше имаше многува песна. Твојта крв зборува подобро од се на овој свет. Исус, твојта крв. И после како беше? Ишен гревови, кој не прави момлеки. Ништо освен крвта, ништо освен крвта на Исус. Вау, 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 да, Господа. Јако. Вау. Да се земам малку. Не знам ја вие како се чувствувате, али јас стварно. Гори ватра имаше песна од Здравко Чолич. Да. Колки вика како Мојсей, исплашен си и трепериш. Вау. Да. Вау. Овдека пак доаѓаме до зборот Исус и нешто околу името што сакав да го заборавам, што е многу битно. Верувате дека баш онака пишува дека пристапуваме до кого? До Исус, посредникот на еден нов завет. Оно што го кажав, он е посредникот, он е скина завесата. За да можеме слободно преку него да влегуваме во Божите дворови. И
ми текна на еден филм што го имам гледано сигурно 20 пати без да лажам. Значи 20 пати кажано, зашто може би се и повеќе, ама помалку не се, а тоа е Гладиатор филмот. Сигурно скоро сите го имате гледано. И дали памтите зошто дури ни како се вика овој, ни императорот не умоеше ништо на Гладиаторот. На Гладиаторот, на Расел Кроу во тоа време. Инаку Максимус се викаше Гладиаторот. Додека он се бореше и додека влезе, кога виде кој е, кога влезе императорот и двајца коментираат тој што го поседуваше Гладиаторот, што му беше баш како роб, и овој другиот му вика да не губиат сега, сепак император е тој. Вика, големо му е името. Се додека му живее името, ќе живее и тој, ќе нема да го бијат. Така да, ако видите во вашите живот, се именува. И ние бргу трчаме. Ја многу пати сум противник да дадеме, пази, име на болест, име на како се вика, на диагноза, на било што. Зашто кога даваш име, го оформуваш како личност, го оформуваш како нешто што на вистински е. И затоа не смееме да брзаме многу со имињата кога даваме некои работи. Еден човек ми вика, ме боли глава, имам спондилоза. Викам докторот и кажа, па не, па од кај знаеш ти? Викам, зашто даваш имиња дека е спондилоза? Зашто од старт даваш име на работите? Така да не брзаме кон нештата. Океј? Ако треба да бидеме брзи на некој име, тоа е да бидеме брзи на името на Исус. Амин. Мислам дека тука привршуваме, може да ќе се молам на крај и едноставно, Гого, ти имаш нешто ќе ни кажеш за крај? Хајде, ќе каже обавезно. Океј, фала ти што си прекрасен, што навистина сме водени од Твојата волја и сакаме, Господе, да бидеме водени од Твојата волја, без разлика на се она што се случува околу нас, Господи, зашто да можеме да гледаме вистински, да гледаме правилно и како што и видеото го видовме и да влијаеме вистински, Господи. Фала ти што сме повикани да влијаеме на начин како што другите до сега не влијаеле. Можеби некој влијаел до сега добро и продолжува некој правец, но ние сме повикани да влијаеме на Божји начин, Господи. И фала ти што навистина тоа ќе се види во нас самите, но и ќе се види во општеството, Господи, ќе се види во луѓето што ги допираме, Господи. Фала ти што си прекрасен, фала ти што имаш прекрасни планови за иднина и за надеж за нас како поединци, но и за црква, Господи. Јас го благословувам секој нареден ден да биде ден на нешто, Господи, ден на обожавање, ден на благосостојба на верниците, ден на просперитет, ден на каде што ќе го славиме заедништвото наше заедно со Тебе, Господе, да биде едноставно да ги препознаваме деновите и да уживаме во нив, Господе. Фала ти што имаш одговор на сите неодговорени прашања, Господе, него имаш и секаква утеха во Тебе. Има, Свети Душа, секакво разбирање во Тебе. Оному каде што не доаѓаме до разбирање, фала ти што Ти имаш разбирање за нас. Оному каде што не доаѓаме до позиција да бидеме поучени, фала ти што ти имаш поука, Господе, и си израз на луѓе што може да поучуваат. Твојот народ може да поучуваат целата нација, Господе. Фала ти што навистина сме луѓе цврстени, втемелени во Твојата праведност, во Твојата сигурност, исчистени со Твојата крв. И фала ти што Твоето име, што не опишува и сите нас, е име на сите имиња. Јас ве благословувам, Господе, те благословуваме и Тебе, фала ти што Ти си на благословил. Во името на Исус. Амин.